Под силен притисок на јавноста и синдикатите, министерот за финансии Фатмир Бесими се пишмани, иако предвадена на брифинг со новинарите, беше дециден дека сега не било време за зголемување на платите за работниците, зашто сега ќе се зголемил дефицитот во буџетот, денеска вели дека такво нешто не кажал и дека е можно да има некакво зголемување, но сега се работело на методологија за усогласување на платите за администрацијата. Јас не сум имал изјава дека ќе има во наредната година. Така да доколку се заврши методологијата, дали оваа година би? Сега ве молам да не ги извртиме зборовите, пошто е чувствително прашање и прашање на кое јас исто како министер за финансии треба исто така да се грижам за целиот буџет. На крај, се што е дополнителен товар во буџетот значи дека е товар за сите граѓани и за вработените. И нема да решиме прашање ако одиме парцијално и краткорочно. Треба да седнеме отворено, да се дискутира со аргументи и тоа го правиме. За разлика од оваа изјава, пред самодвадена Бесими на прашањето дали администрацијата ќе добие зголемување како што добија тој и неговите колеги, министри, премиерот и председателот, рече дека сега не било најповолно време за усогласување и зголемување на платите во јавниот сектор поради инфлацијата. Не сум многу омилен министер кај синдикатите затоа што велам дека не може да се покачат платите во јавниот сектор ако нема зголемување на продуктивноста и ако не се зголемат платите во реалниот сектор. Сметам дека сега не е најповолно време, бидејќи ќе има импликации на инфлацијата и ќе го зголеми дефицитот во буџетот, рече министерот за финансии на брифинг со новинарите. Промената на ставот на министерот веројатно се должи на бурата реакција од јавноста и од синдикатите, кои се почувствува изиграни зашто покачување на плати за функционерите има, ама за нив нема. А можеби и зошто зголемените плати на административците ќе значат и зголемени плати на функционерите. По одлуката на Уставниот суд, нивните примања се пресметуваат така што коефициентот се множи со просечната бруто плата. Од тука секој раст на просечните примања во државата значи и уште поголем раст на примањата на функционерите.